Добро вечер, почитувани гледачи. 11 ноември, сабота, саботно издание на вестите на Ирис телевизија. Останете со нас во следниве помалку од 30 минути и проследете го денешниот новинарски труд. Стоматолозите и студентите од стоматолошкиот одсек на медицинскиот факултет во Штип денеска беа дел од 6-тиот научен симпозиум, на кој главна тема беше неправилности, грешки и пропусти и нивното санирање во текот на стоматолошките интервенции. Македонците трошат повеќе пари за шминка, фризура и да се дотерат отколку да си ги поправат расипаните заби, забележуваат стоматолозите кои денеска се собраа на 6-тиот научен симпозиум на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Фелата од оваа струка вели дека тоа се должи на недоволната едукација за превенција. Проблемот јас го гледам на сето тоа, на целокупната состојба во општеството, од друга страна ниската едукативна можност или превентивната можност која што треба да се организира на ниво на популацијата, бидејќи со превенцијата се сторнираат многу стоматолошки заболувања од една страна, а со тоа се заштедуваат многу повеќе пари. Зошто ќе се избере прво да се оди за фризура или за ногти? Сепак е тоа избор на популацијата во Македонија. Стоматолозите засега екзистираат од македонските гастербајтери, од граѓаните од соседните земји, кои доаѓаат на интервенции во македонските ординации. Трудот на стоматолозите во земјава не е правилно извреднуван. Студираат 5 години, мора да имаат пракса од 1 година, а на секоја 7 мора да ја обноват и лиценцата. Младите стоматолози кои имаат пари отвараат своји приватни ординации, но голем дел од нив мора да ја донесат одлуката дали да заменат во странство или да работат во некој од стоматолошките ординации за минимална плата од 12.000 денари или пак да се вработат во фармацевските компании. Јас конкретно можам да кажам од моите генерации, значи студенти, од тука веќе еден завиден број се веќе заминати во Германија и таму работат. Не само во Германија, и во другите земји. Бидејќи дипломата на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е признаена, ние сме членка и вклучени во Еразмус плюс конвенцијата. Македонците како нација се наоѓаат на средината на листата во делот на оралното здравје. Најзастапена болест е секако кариесот. Стоматолозите апелираат македонците да имаат редовни стоматолошки контроли, бидејќи сите заболувања во устата и забите се пренесува и на целиот организам. Неретко здравствените проблеми на залистоците на срцето или бубрезите се резултат на расипани заби. И во продолжение за здравието, зголемен е бројот на пациентите во Центарот за диализа во Штип, најголем дел од нив се од повозрастната популација. Процентуално најмногу пациенти доаѓаат од Свети Николе. Лекарите алармираат лицата кои имаат хронично бубрежни заболувања, поголемо внимание треба да обратат на исхраната и на внесот на течности. Расте бројот на пациенти кои се на диализа. Во последните 2 месеци нивниот број се зголемил за 3 до 4 и во моментот во Штипскиот центар има 40 пациенти. Најголем дел од нив се од постарата популација, а најголем процент доаѓаат од Свети Николе. Според докторката Тјана Ќосевска, причините треба да се бараат во дијабетисот, хипертензијата, како и ненавремено откривање на бубрежните заболувања. Првиот, вториот стадиум ретко не забележуваат, не се јавуваат на лекар, највеќе кога случајно може да направи лабораториски анализи да видат деградациони продукти дека се зголемени уреа и креатинин, тогаш некои од специјалистите и интернисти ги препраќаат потоа на нефролози, па се водат прво во преддиализни амбуланти и потоа ако настане прогресијата на самата болест, тие се препраќаат веќе на диализа. Ако се види дека има анемија, дека постојано растат деградационите продукти, тие се препраќаат веќе на диализа. Лекарите потенцираат дека е потребна поголема едуцираност на населението во врска со хроничните заболувања на бубрезите. Намалената свесност на населението заради нејавувањето на редовни прегледи кај матични лекари, па потоа кај специјалисти, значи мора да се подигне самата свесност на населението, да се знае за оваа болест, како да доведува до хронично заболување на бубрезите. Лицата кои имаат хронично бубрежни заболувања, големо внимание треба да обратат на исхраната.
Препораките за поздрави и бубрези се да се пие многу вода, најмалку до 2 литри дневно, консумирање на нископротеинска храна, малку сол, како и редовно земање на пропишаната терапија во преддиализниот период. Лесново ќе биде првиот геопарк во Македонија под заштита на УНЕСКО. За другите теми, кучињата скитници иако представуваат голем проблем, сепак заслужуваат подобар третман. Во европските земји се води грижа за нив, а кај нас единствено тие се во надлежност на шинтерските служби. Домашни миленици или кучиња скитници кои ги среќаваме по улиците и се дел од нашето секојдневие. Разликата меѓу првите и вторите е секако огромна, гледана од повеќе аспекти. Домашните миленици имаат сопственици кои ги вакцинираат, хранат и шетаат. Другите се напуштени, прегладнети и представуваат потенцијална опасност за ширење на болести. Законот за благосостојба на животните не прави разлика меѓу едните и другите, и кучињата скитници заслужуваат подобар третман. Свеста кај граѓаните треба да е на едно повисоко ниво кога станува збор за грижата за животните. Во развиените земји се води грижа за нив, а кај нас тоа е препуштено на шинтерските служби. Во Европа тоа е регулирано многу. И овие кучиња, да кажем, скитниците по градот, има одредени места кај што се тие хранат. Има посебни апарати во кои секој слободно може да стави 1 евро, да извади храна, да ја постави храната на зададени места кои се зацртани за таа намена. Исто, на места каде што има одредено место за пиење на вода, секојдневно им се дотура вода. И тие кучиња не лутаат, не скитаат, изгледа, него едноставно како се понашат како дома. Си идат, јадат, се шетат нормално, но повторно тие се под контрол. Кај нас такво нешто нема, ја би сакал такво нешто да се деси, да се постават апарати за таквата намена, да едноставно се ослободат и луѓето, граѓаните од кучињата кои идат по кантите, едноставно по контейнерите да собират храна. Сдруженијата за заштита на животните стануваат се погласни, бараат одговорност за негрижата, малтретирањето на кучињата, бараат изградба на прифатилишта, а по зачестените кражби на кучиња побара и формирање на полиција за животни, чија мисија би била обезбедување и осигурување на здравствените услови, безбедност и благосостојба на животните во заедницата. Добра идеја е тоа, добра идеја, по тоа сите западни земји го има, нели? Гледаме и на телевизија и тоа е изварена идеја. Но не може да биде класично некоја полиција, кој знае какво, у склопа на последната полиција, да не се прават сега трошкови, па сега посебни институции не би. Да се дойдат неколку луѓе, 20-30, кои ќе се нели ориентират на тоа. Општините во наредниот период ќе мора да делуваат и на овој план. Штипи, како и многу други општини во источниот регион, досега не успеа да го решат проблемот со кучињата на улица. Што и во која насока ќе се одвиваат работите понатаму ќе покаже времето. Инаку, според податоците од ветеринарната станица во Штип, во градот се евидентирани околу 2500 домашни миленици. Во интервјуто на Радио Слободна Европа гостин е народниот правобранител Иџет Мемети. Инаку целосното интервју ќе имате можност да го гледате утре на нашава програма со почеток во 17 часот. Сега е дел од него. Таа е констатација која покажува дека 2016 во споредба со 2015 ние констатиравме за толку проценти повеќе прекршување на човековите слободи и права. Но има една карактеристика дека и оваа година тука негде се движи бројката на повредите на човековите слободи и права, што ние ги констатираме. Во нашата институција се смета дека опаѓањето на бројките е поради две причини. Едната е по однос на потрошувачките права, затоа што намален е бројот во тој сегмент, имајќи ја предвид и ова радиодифузната такса и некои други потрошувачки права, а од друга страна имаме една перцепција во институцијата дека тоа се случува поради очекувањата на граѓаните од новата извршна власт. 2015 година граѓаните масовно доаѓаа кај нас и знаејќи дека не можеме да им помогнеме. Само да го искажаат нивниот револт или тоа што им се случува и дека се жртви од неправдите.
А ова година сметаат, нивна перцепција е дека таквите нивни маки или проблеми можат да ги решаваат и пред извршната власт. Значи да завршам дека очекувањата на граѓаните од новата влада се големи и затоа има едно понизок број на барања доставени до нас. Лесново ќе биде првиот геопарк во Македонија под заштита на УНЕСКО. Почната е постапката за просторот околу Лесново да го добие овој заштитен статус кој ќе придонесе и за поголем развој на туризмот, но и за инвестиции за уредување на просторот. Лесново ќе биде првиот геопарк во Македонија под заштита на УНЕСКО. Националниот експерт за туризам Ивица Милевски вели дека иницијативата е на самиот почеток, но она што на терен го имаат видено експертите во Лесновскиот регион со пештерите и карпите им дава за право оваа иницијатива да ја туркаат до крај. Лесновскиот простор е интересен по тоа што има доста сочувани траги од некогашен вулканизам, сочувани форми кои што се раритет не само во Македонија, него и на Балканот, па и пошироко. Самиот кратер, купите околни, вулканските бомби и така натаму. Ние имавме доста разговори со некои посетители, па и колеги некои од западните земји, и тие се воодушевени од она што можеле да го видат на само 5 километри или 10 километри на тој мал простор. Лесново го посетиле и стручњаци од други геопаркови од странство, кои потврдуваат дека токму тој простор треба да биде заштитен од страна на УНЕСКО како геопарк. Милевски забележува дека на општините Пробиштип и Кочани ќе им се отворат и големите фондови од Европската Унија за уредување на просторот и изградба на сместувачки капацитети. Геопарк подразбира така наречен простор за одржив туризам, кој што за одржив геотуризам, каде што луѓето ќе видат не само, тој така се нарекува геопарк, не само геолошки формации или геоморфолошки релјефни формации, него една симбиоза меѓу биолошките уникатности, меѓу културните атракции и така натаму. И процедурата оди преку една гранка на УНЕСКО, да кажеме, кога ќе се заврши, ако биде секако што треба направено, значи станува област под заштита, односно под амблемот на УНЕСКО. Соседна Србија веќе е на прагот да го добие својот прв геопарк, а Македонија е една од последните држави на Балканот која бара Лесново да биде прогласена за геопарк. Целата постапка ја туркаат националните експерти за туризам, Центарот за развој на Источнопланскиот регион и општина Пробиштип. Во продолжение на дневникот бележиме граѓанска еколошка реакција за нередот низ непосредното животно обкружување кај штипските црвени кули. Непосредното обкружување кај црвените кули во Штип никако да го добие примерниот еколошки изглед како што доликува за убаво урбано уредување. Околу скалите кај зградите постојано нередот доминира. Граѓаните фрлаат отпадоци, а одговорните пак институции ги затвараат очите. Просторот кај црвените згради речиси никогаш не е еколошки среден. Овде постојано е неред и расфрлани отпадоци по земја. Контейнерите се чистат редовно, но нередот околу скалите и на земјата си стои. Виновни се граѓаните затоа што не ја почитуваат еколошката одредба, но виновни се институциите затоа што казните ги нема. Граѓаните сепак бараат ова да добие еколошки примерен лик. Граѓанската реакција за грдата еколошка слика не е реткост, но држи место. Нечистотиот. Тоа никогаш не е фанато да се изчисти. Таму меѓу зградите тоа ги обри смртте од сите страни. Ово е пат меѓу двата пазара. Тај пазар и овај пазар. Погледните ги мердивините не се фанати, паѓаат луѓе, жени, стари. Вакви гради еколошки слики има во сите штипски населби.
И на крајот спорт, фудбалските третолигаши од групата Исток утре недела ќе ги одиграат надпреварите од редовното 11-то коло. Најинтересно ќе биде во Пловдив, каде што ќе се сретнат екипите на Рудар и на Китго Пехчева. Мощно интересно и возвудливо ќе биде во ово 11-то првенствено коло во рамките на третата фудбалска лига група Исток, во која што сите 4 средби го привлекува вниманието на фудбалската јавност. Еви ги двојките за ово 11-то коло. Малеш Брегалница Голак, Слога 1934 Зрновка, Овчеполе Кежовица и Рудар 1947 Китго Пехчево. Сите надпревари ќе се одиграт во недела 12 ноември со нов термин на почеток во 13 часот. Успешна фудбалска недела им посетуваме на третолигашите, но и на сите оние екипи кои ќе бидат активни. А вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието, ви посакуваме убава вечер и уште попријатен викенд.